Нашата улога како гости говорници на оваа трибина е да споделиме собствени искуства, собствени ставови и мислења на тема што може граѓанинот да направи за поотворена општина и да дадеме поддршка на локалниот граѓански активизам практикуван од Сдруженијето Новус. Од резултатите кои што ги споделуваат од Сдруженијето Новус од истражувањето, гледаме дека граѓаните сметаат дека општината е отворена, достапна за граѓаните, меѓутоа ние на општина не може да биде онолку отворена колку што граѓаните имаат потреба да комуницираат со самата општина. Затоа нашите совети се дека граѓаните секогаш мора да бараат повеќе, да прашуваат повеќе за да добијат повеќе. Бидејќи ако граѓаните се пасивни и не бараат повеќе одговори било од централната или од локалната власт, од другата страна одговорот ќе биде нас никој не прашал, граѓаните не се заинтересирани. Затоа за да не биде изговор на ниедна власт граѓаните не се заинтересирани, мора од другата страна да се случи тој граѓански притисок, а ако е неопходно и граѓански пркос, граѓански револт и граѓански отпор. Исто така е многу важно граѓаните да се самоорганизираат. Постојат многу примери на самоорганизирање, сакате по вертикала или по хоризонтала, дури во последно време актуелните пленуми, се форма која што може граѓаните да ја практикуваат и на централно и на локално ниво и на тој начин да бараат да бидат вклучени во процесите на носење одлуки. И конечно граѓаните мора да се самоорганизираат за да си помагаат себе си. Граѓаните мора да им помагаат на заедниците, онака како што граѓаните им помогнаа на мигрантите на централно ниво, мора да се организираат и на локално ниво, за секогаш кога локалната власт нема капацитет или нема можност да помогнат, да можат сами да се повеќе општини во Македонија се одвиваат различни проекти кои што имаат за цел да ја зголемат и транспарентност на општините и да најдат нови форми, нови начини, нови модели за вклучување поактивно и подиректно на граѓаните во процесот на носење на одлуки. Од искуството на мојата организација, на Македонскиот институт за медиуми, а и од искуството на другите организации, на Новус и друг тип на истражувања кои што се спроведуваат во изминативе години, гледаме дека некои од тие механизми се функционални, некои за жал се само формални. Тоа што е нужно и есенцијално да се истакне при оваа прилика, освен само организирањето на граѓаните, нивната активна партиципација, нивната побарувачка, барањето да општината да ги вклучи, нивното активно ползување на тие механизми, нужно и потребно и медиумите како дел од граѓанскиот сегмент или како едни системи кои што треба да функционираат и да работат во заштита на граѓанскиот интерес, да ги артикулираат овие потреби, да известуваат за вакви настани, да ги прашуваат општините за барањата на граѓаните, да бидат секогаш тука присутни и критички да го обсервираат дејствувањето било на општините, било на властите на централно ниво. Без таква соработка помеѓу медиумите и граѓанскиот сектор, а се во полза и во функција на артикулирањето на правата и барањата на граѓаните, нема успех. Секоја власт има тенденција да или инклинира кон апсолутно владење. Што подолго се луѓето на власт, тоа повеќе се отуѓуваат од граѓанството и од неговите потреби. Затоа е тука граѓанскиот сектор, било да е формален или неформален, затоа се тука медиумите, за да таа врска се зајакне и тие потреби да се артикулираат. Затоа е нужно и неопходно и медиумите да ја остваруваат својата улога на критички обсерватор на дејствијата на власта. Се надевам дека медиумите во Струмица се свесни и одговорни за оваа нивна улога и дека заедно со граѓаните овие механизми кои што граѓаните детектираат дека функционираат, не само што ќе ги одржат на ова ниво, туку ќе ги унапредат и понапред.